Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Реконструиран центарот за вработување во Тетово. Се обратија шефот на кабинетот на АВРМ и раководителот на центарот во Тетово. Јавниот превоз во Тетово привремено нема да биде во функција заради неправилностите во претпријатието, информираат од општината. Екипата на Универзитет Тетово го доби локалното одбојкарско дерби против Лирија со 3:1. Шефот на кабинетот на Агенцијата за вработување на Северна Македонија Фатмир Сабриу и раководителот на Центарот за вработување во Тетово Армен Салихи се обратија на јавноста по повод реконструирањето на центарот. Центарот за вработување во Тетово по извршената реконструкција конечно доби нов лик. Ова е прво реновирање на Центарот за вработување во Тетово од неговиот почеток со работа. Реконструкцијата пак на центарот се состои од нова фасада, промена на кровната конструкција и прозорците, а исто така реновирана е и водоводната и канализационата мрежа. Пред почетокот на реконструкцијата нашата цел беше Центарот за вработување во Тетово да прерасне во функционален објект согласно потребите на корисниците на услугите на Агенцијата за вработување и веруваме дека нашата намера е постигната. За да се подобри функционалноста на овој објект, беше потребна посветена работа и голема заложба, бидејќи истиот не беше комплетно реконструиран од неговото основање. Набавен беше и котел на палети, кој значително ќе ги намали трошоците на грејење на објектот, кој досега се грееше на струја. Зголемената функционалност на Центарот за вработување во Тетово представува директен бенефит за невработените лица, работодавачите и вработените во Центарот, истакнува раководителот на Центарот за вработување во Тетово Армен Салихи. Центарот за вработување Тетово денеска има нов модерен лик, а што е најважно, зголемена е неговата функционалност, од која директен бенефит ќе имат невработените лица, работодавачите и секако вработените во Центарот. Со ова реконструкција невработените лица и работодавачите услугите за намалувањето на невработеноста и зголемувањето на вработливоста во Тетово можат да ги добијат на место кое е функционално и реновирано согласно стандардите за заштита на животната средина и намалување на ефектите од аерозагадувањето. Вработените во нашиот центар сега имат причина да бидат уште помотивирани во своето работење, бидејќи просториите, услови во кои сега работат се драстично подобрени. Верувам дека нивното задоволство од работната средина ќе се преслика и во ентузијастички и уште по-професионален однос кон корисниците на услугите на Агенцијата за вработување. Би сакал да истакнам дека е направена и реорганизација на работата во самиот Центар за вработување и новиот воспоставен начин на функционирање веруваме дека значително ќе се подобри задоволството на корисниците на услугите на АВРСМ. Инаку обновата на Центарот за вработување во Тетово е финансиски поддржана од Европската Унија преку проектот ЕУ за млади во вредност од 18.610.087 денари. Автобусите за јавен превоз во Тетово привремено нема да бидат во функција, информираат од Канцеларијата за комуникација и односи со јавноста при општина Тетово. Како причина за тоа ги наведуваат многобројните неправилности во претпријатието. Автобусите за јавен превоз во Тетово привремено нема да бидат во функција, информираат од Канцеларијата за комуникација и односи со јавноста при општина Тетово. Како причина за тоа ги наведуваат многобројните неправилности во претпријатието.
Се известуваат граѓаните и пошироката јавност дека поради хаосот, работење без придонеси на вработените и поради тоа што фирмата работи нерегистрирана, додека вработените во фирмата ЈПТ-тово транспорт се наведени како вработени во општината, како и поради многубројни неправилности, привремено ќе биде во прекин јавниот превоз. Оваа одлука доаѓа за да не се оштети уште повеќе джебот на граѓанинот и за неконтролираните трошоци во ова предпријатие. Ваквата состојба ќе трае се додека не заврши конечното скенирање на состојбите создадени во ова предпријатие од претходните раководни структури. Од општина Тетово информираат дека Рафис Медија е назначен за ВД директор на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Во Гостивар денес свечено беше отворен првиот супермаркет Рамстор. На отварањето присуствуваше општинското раководство, турскиот амбасадор, како и представници од јавниот живот и политички партии. Првиот супермаркет на Рамстор во Гостивар, кој отпочна со работа денес, зафаќа површина од 1400 метри квадратни. Има 30 вработени, а на полиците може да се најдат продукти и од гостиварски фирми. На свеченото отворање беше речено дека маркетот воведува нов иновативен концепт на уредување на продажниот простор по светски трендови. Јас како собственик на Рамстор сум многу среќен што денес, после 15 години постоење на Рамстор, го отвараме првиот Рамстор, но најдобриот Рамстор во Гостивар. И мислам дека овој Рамстор ќе придонесе за квалитетно живење, да го издигнеме квалитетот на живењето, да имаме најсовремени артикли што се на ова подрачје и среќен што во моментов од гостиварски компании набавуваме месо, сладки и многу производи кои што се многу квалитетни и ние како Рамстор бренд ќе ги промовираме не само во Гостивар, него сегде во Македонија и пошироко. Сакам да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Гостивар, исто така и на амбасадорот на Република Турција и на представниците на сите политички партии што беа дел од настанот денеска. Меѓутоа секако најголема благодарност до граѓаните од Гостивар, кои што од првиот ден покажаа голем интерес за Рамстор во Гостивар. Сакам уште еднаш да потенцирам важноста на Рамстор клуб картичката, бидејќи сите привилегии што ги носи Рамстор може да се употребат со таа картичка, кај што можат да се користат намалувањата, меѓутоа исто така и да се собираат поени кои што се користат во идните пазарувања. На отворањето присуствуваше општинското раководство на чело со градоначалникот Арбен Таравари, турскиот амбасадор во земјава, како и представници од јавниот живот и од политички партии. Што би сакал да нагласам и што е многу важно за Гостивар, веќе започнуваат две компании од Гостивар да бидат дел од продажните салони на Рамстор. Се работи за една месаница од Гостивар, која што функционира подолг период и сега ќе биде, да речам, дистрибутер на месни производи во сите продавници на Рамстор. И втората е еден ресторан и произведувач на сладки од Гостивар, на колачи од Гостивар, кој што од сега започнува и ќе биде дел од продуктите кои што ќе се продаваат низ сите продавници на Рамстор во Република Македонија. Бу маза зинџир. Инвестициите и отворањето на нови работни места се секогаш добредојдени за поздравување. Му честитам на собственикот и на компанијата и им посакувам успех во работењето и во Гостивар. Маркетот во Гостивар е лоциран на улицата Илинденска спроти Техничкото училиште. Од компанијата најавија дека до крајот на годинава ќе отворат уште едно продажно место во Охрид. Во земјава за прв пат ќе се гради соларен парк. Се работи за инвестиција од француска компанија во износ од 270 милиони евра, соопшти на пресконференција председателот на владата Зоран Заев. Северна Македонија ќе добие соларен парк, кој ќе биде еден од најголемите во Европа, со капацитет за производство на електрична енергија од 360 до 400 мегавати. Станува збор за директна француска гринфилд инвестиција, најголема во овој домен, за македонската економија. Соларниот парк Стипион ќе се гради во текот на 2022 година на локација која што беше предвидена за изградба на карго аеродромот во Штип на површина од 452 хектари. Оваа местоположба
согласно анализите на соларната радиација, карактеристиките на земјиштето, како и оддалеченоста од преносната мрежа, има одлични услови за изградба на фотонапонска електрана. Стратешкиот проект ќе се реализира со водечка француска компанија за производство на електрична енергија исклучиво од обновливи извори, Акио Енерджи. За успешна реализација на инвестицијата, владата донесе одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштвото за производство на електрична енергија Остросолар Скопје. Проценетата инвестиција се очекува да биде околу 270 милиони евра, за која во фаза на подготовка е посебен закон за реализација на оваа инвестиција, која се очекува да се донесе во првиот квартал на наредната година. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 15 часот и 10 минути на улица Борче Јовановски во Гостивар, полициски службеници лишиле од слобода 32 годишник и 24 годишник, двајцата од Гостивар, поради сомнение дека заедно со 37 годишник од Кочани извршиле измама. По документирање на случајот против двајцата изготвен е поднесок во врска со веќе приведениот 37 годишник, кој вчера беше задржан во полициската станица Гостивар, истиот ден во 14 часот и 25 минути, 29 годишна гостиварка пријавила дека тој на 23 и 24 ноември годинава извршил облјуба на нејзината малолетна ќерка. Со соодветен поднесок за измама и полов напад врз дете, лицето изведено пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар, кој му определил мерка притвор од 30 дена, пошто ноќеска е спроведен во казнено поправната установа Затвор Скопје за издржување на притворот. 21 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар околу 14 часот физички бил нападнат од едно лице кого го познавал, а кој во нападот, според пријавеното, употребил и тврд предмет. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавено е дека 43 годишник од Гостивар во повеќе наврати како странка се однесувал агресивно и им се заканувал на вработените во Гостиварскиот центар за социјални работи. Се расчистува и документира случајот. 29 годишен тетовец вчера пак во 19 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Јован Ончевски во Тетово бил каснат од куче скитник. 14 возила биле санкционирани заради непрописно паркирање во Тетово во текот на вчерашниот ден. За 11 месеци годинава се изречени дури и 2914 мерки кои се однесувале на овој вид прекршок. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, продолжува со континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера санкционирани и подигнати од ПАЕК службата биле вкупно 14 непрописно, односно погрешно паркирани возила, најмногу во така наречени двојни редови. За 11 месеци годинава инаку биле изречени 2914 мерки кои се однесувале на овој вид сообраќаен прекршок, а било подигнато 1261 возило, најчесто од улиците во централното тетовско подрачје, каде што секојдневно и најголема фреквенцијата на возила, посебно во периодот од 12 до 20 часот. Минатата година пак вкупниот број на изречени мерки за непрописно паркирање изнесувал 5328, додека 2219 возила биле подигнати и пренесени на наменски определената локација за оваа цел. Со оглед на тоа дека престојат серија празници овој идниот месец и дека се очекува доаѓање на времено вработените од странство, СВР Тетово апелира до возачите да внимаваат каде ги оставаат нивните возила, односно да не ги паркираат каде што ќе стигнат и особено не на тротоари, во зона на крстосници и на други недозволени места, зашто без исклучок ќе се преземаат потребните мерки и на сите прекршители ќе им се изготвуваат законски предвидените поднесоци со единствена цел да се обезбеди непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. Екипата на Универзитет Тетово го доби локалното одбојкарско дерби против Лирија со 3:1. Одбојкарите на Универзитет Тетово забележаа победа од 3:1 над локалниот ривал Лирија на последниот надпревар од 11-тото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Сите 4 сета поминаа во возбудлива и резултатски неизвестна игра.
Првиот сет го добија гостите на овој надпревар, одбојкарите на Универзитет Тетово со 25:21. Следуваше изамнување на 1:1 во сетови, откако Лирија го доби вториот сет со 25:23. Последните два сета на овој надпревар ги доби екипата на Универзитет Тетово со 25:19 и 25:23. Да не речем тежок надпревар, меѓутоа Лирија покажа добра игра, победата наша. Се надевам дека и нареднава утакмица со Джио Струмица ќе победимо и мислим дека ќе бидеме на трето место. За пролетниот дел, сега можда со некои засилувања ќе идемо на пласман погоре на табелата и борба за титулата. Моите играчи одиграа тоа што може да играат во овој момент. Сум задоволен од резултатот, а од судењето никако. Судиите беа тенденциозни против нашата екипа. Резултатот, да и вие гледавте, беше тука губивме по 1-2 поена разлика, али на крај изгубивме 3-1 и сега го очекуваме надпреварот со Штип сабота, кој одлучува кој од двете екипи влага меѓу 6. Екипата на Универзитет Тетово со оваа победа и официјално обезбеди место помеѓу најдобрите 6 екипи кои ќе играат во плејофот. Одбојкарите на Лирија во сабота на последниот надпревар од есенскиот дел на сезоната ќе бркаат пласман во плејофот, бидејќи за противник го имаат директниот конкурент УГД Штип. Двете екипи имаат по 5 победи, а пласман помеѓу најдобрите 6 во Македонија ќе обезбеди само екипата која ќе победи на овој дуел. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.